Тројца кандидати за градоначалник на Пробиштип, двајца од нив веќе седеле во градоначалничката фотелја. Третиот кандидат е независен. Во трката се рударски инженер, детектив и спортски работник. Сите ветуваат економски развој на градот. Тони Тоневски од ВМРО ДПМН ќе бара трет мандат. Го предводеше градот од 2009 до 2017. Во програмата од над 160 проекти вклучува поддршка за млади брачни парови, подобрување на патната инфраструктура, здрава животна средина. Пробиштип го гледа како модерен и економски стабилен град со перспектива за младите и мирен живот за возрастните. Да ги задржиме младите, мора да инвестираме во сето она што ќе ги поттикне да останат тука. А тоа е силна економска развиеност на градот, модерна инфраструктура и многу подобри услови за живење, како и покрај отварањето на нови работни места за младите, да им овозможиме за по 1 евро од квадрат да купат сопствени парцели, да изградат своји куќи без да плаќаат комунален надомест на општината, а општината е таа што ќе направи комплетна инфраструктура. Негов против кандидат е Драган Анастасов од СДСМ и коалицијата, и тој по трет пат ќе ја бара довербата од граѓаните. Начело на општината од 2017-та, во фокус му е социјалната програма. Со дел од проектите предвидува субвенционирање на стартап бизниси, ослободување од комунали за млади брачни парови, дом за стари лица, финансиска помош за многодетните семејства, социјално загрозените и учениците. Јас сум оптимист во делот на економијата дека ќе останат стабилни нашите субјекти, кои што како општина сме познати. Ме радува тоа што новата инвестиција почнува да зголемува број на вработени во делот на економијата, да останеме, да бидеме посветени како што бевме досега, за да продолжи остане да биде стабилен град пред се, а со она кое што го спомна во делот на социјалата, директно да влијаеме на младите брачни парови. Третиот кандидат Саше Донев е без партиска поддршка. Тој верува дека сега е моментот кога граѓаните ќе одлучат и ќе изберат департизирано општество, каде знаењето и способностите ќе прекосат на партиската книшка. Доколку станам градоначалник на општина Пробиштип, пред се сакам да го видам Пробиштип како почист, како поуреден, како подемократски, како поурбанизирана општина пред се. Имам визија за сите категории на граѓани. Во однос на повозрастните граѓани, мора да ги разграничиме партиските вработувања. Секој што е стручен за било каква област мора да работи на соодветно работно место. Новие локални избори, пробиштипјани ќе може да гласаат и за 6 советнички листи.